ми многу има закажување. Еве прво скалилата што ги набројуваше Манде. Значи, сите тие доблести, ако ги имаме, да не се повторуваме, при не само контрола, трпеливост и така натаму, тогаш од што би се плашале? Јас не би се плашала од лажни учители и тие многу лесно се откриваат. Значи, сите овие доблести што ни ги дава Бог преку Господ Исус Христос, тоа значи дека ние многу благонаклонет и така го добиваме мирот. И со мирот не можеме да погрешиме никој пат. А мене воопшто лажните учители сум сретнала. Еве, за краток период, сега веќе ги препознавам, не сум ги препознавала и сум мислела колку се побожни, колку се сладкоречиви, добронамерни, така натаму. Но сега Исус ми ги разобличи. И од нив дистанца правам. Значи, ако сме толку многу цврстени, нас нема што да не плаши да слушаме за лажните учители или пак за некого кој, например, не гледа слепе, не слуша. Кога ги имаме сите дарови од таткото наш. Јас воопшто не ме вознемирува. И многу пати еднаш само, например, на сето тоа сакав да одговорам, но фала му на Исуса за трпеливоста што ја дава. И за ова слушаме се повеќе и повеќе. Сега пред малку имаше некоја објава од православниве храмови, објава за Петровденскиве пости и така натаму, и среќавам луѓе што и служат на црквата и така натаму. Ми велат во секта си, во ова си, во тоа. Значи, ако сме во Исус, даваме правилни одговори и нема што да не плаши. Само добро е да ги препознаваме. А ќе ги препознаваме ако ги имаме сите, ако имаме цврста вера, исчистено срце и да знаеме по кој пат одиме. Оти, например, и многумина, јас имам роднини кои што служат во црквата, или се во хор, или па се служители, не е битно. И повеќе пати сум атакувана од нив. Но благодарение на Исуса и мирот што ми го дава, мудроста не би рекла толку многу, затоа што тука нема мудрост со која би им одговорил, трпение и кратки одговори. Ништо повеќе, тие, мислам, се во служба на Словото. Зачитуваат, значи создаваме еден таков молк од минута, две, не знаеш што да кажат, ако соодветно им одговориш. Дека си забележал некои работи и не навлегуваш во ситници. Јас само велам, славам му на Исуса, што сме во ова стадо, им благодарам на Тихо Манде и на сите браќа, што сме едно со нив, што делиме се и во добро и во зло, и треба многу цврсто да се држиме. Затоа што некои мислења, една нечиста мисла може да не исколеба, и ако не си зацврстен во верата, ако си зацврстен нема што да те колеба.